Храната е многу важна, но и многу треба да се внимава што се консумира. Во овој период, кога температурите се енормно високи, се препорачува консумирање на лесна храна, каде што се овошјето и зеленчукот и повеќе течности. Местните производи спаѓаат во мрсната храна и експертите препорачуваат што повеќе да се избегнуваат во овој период. Покрај тоа што на високите температури местните производи се тешки за одржување, причинители се и за поголем број болести. Граѓаните на Кочани се поделени мислење за консумирањето местни производи. Многу слабо. Повеќе имаме домашна храна. Гледаме дека домашна храна е поисправна. И затоа местни производи сега за празник купиме малку. Слабо конзумираме. Па топлината сега и на телевизија се кажува дека многу не треба да се конзумира и затоа. Па идеме на зеленило повеќе така. Па патижани, краставички ефтини има и така тоа повеќе практикуваме го моментално поради топлината, жештината. Месни производи. Да. Многу постап, се повеќе зеленчуци. Да, овошје. Така. Ви? Не, конзумирам си нормално како што си конзумираме, почнувајќи од совместните производи до месо во храните. Меѓутоа не превише, нели, пошто е летен период, него умерено така. Да се внимава малку на староста и на слабоста, што се вика. Од Центарот за јавно здравје со препораки до граѓаните да се внесува помало количество храна и избегнување на мрсна и висококалорична храна. Термички подготвената и преработена храна да се консумира веднаш. Остатокот од подготвената храна да се чува на температура до плюс 8 степени, а да се загрее на плюс 100 степени. Лекарите препорачуваат да се пијат повеќе течности, а овошјето и зеленчукот пред употреба убаво да се измијат.